Денес во бугарскиот парламент заедно со регулаторот СЕМ од Република Бугарија го информиравме парламентот на Република Бугарија за законските решенија во областа на медиумите во Република Македонија, кои што се усогласени со директивите на Европската унија, бидејќи Бугарија во период во кој што ќе следи ќе врши исто така усогласување на незината регулатива со регулативата на Европската унија и да ги пренесеме нашите искуства со оглед на фактот дека ние како земја кандидат ја усогласивме нашата регулатива со најновата директива на Европската унија. Имаме веќе и пракса како тоа функционира и најдобрите пракси да ги пренесеме на нашите пријатели од регулаторот во Бугарија, а она што е направено како грешка од наша страна или е тешко за имплементација или функционирање, да им кажеме да не ги прават истите грешки кои што сме ги направили ние. Регулаторот во Република Македонија е формиран 1997 година за медиуми, е најстар регулатор на Балканот. Основата за неговото функционирање и успех е во финансиската независност, за тоа дискутиравме денеска во парламентот. Значи, регулаторот во Република Македонија од полето на медиумите има сопствена сметка во една од комерцијалните банки во Република Македонија и на никаков начин не зависи од владата, буџетот или од парламентот на Република Македонија. Имаме сопствени приходи кои што ги добиваме од радијата, телевизиите и кабелските оператори, како и 6% од радиодифузната такса. Тоа на годишно ниво е некаде околу 2 милиони и 300 илјади евра и ни гарантира дека можеме финансиски да бидеме независни и да не бидеме во ситуација заради тоа што немаме финансиски средства да бараме или да молиме пари од владата или парламентот. Тоа се покажа последните 20 години дека финансиската независност е услов за да може еден регулатор да биде независен и во своето делување. Ние како регулатор во Република Македонија подеднакво сме критикувани од партиите на власт и од опозицијата и тоа укажува дека работиме работата така како што треба и не ни представува никаква пречка ниту да ги казнуваме телевизиите кои што се блиски до власта, бидејќи на никаков начин не зависиме од финансиски од владата и од буџетот на Република Македонија. Се надеваме дека тоа што денес го дискутиравме тука во парламентот во однос на финансиската независност на регулаторот во Македонија ќе ги поттикне бугарските парламентарци да во наредните измени на законот му овозможат и на регулаторот во Бугарија да биде апсолутно финансиски независен од парламентот и од владата, а тоа ќе го почувствуваат после и сите граѓани преку регулирањето на медиумите во Бугарија. Во законот што е усогласен со директивата се точно утврдени и начинот за избор на членови на Советот и на директорот на Агенцијата за медиуми во Република Македонија и само под строго дефинирани законски услови парламентот може да разреши некој член на Советот. Односно само ако го прекрши законот, тоа биде потврдено со судска пресуда. Значи мандатот на членовите на Советот е 7 години, значи не зависат од промена на влада. Веќе се претпоставува дека ако нема предвремени избори, мандатот на секоја влада е 4 години, така да не зависат од евентуалните промени на власта и во тој временски период можат да покажат вистински резултати без да се плашат при носењето на одлуките дека ќе допринесат за тоа парламентот да донесе одлука да биде разрешен некој член на Советот. Така да од тој аспект се добива сигурност кај членовите на Советот дека треба да работат законски и да не зависат од волјата на политичките партии во парламентот. Може да кажеме и така, меѓутоа во одредени области, односно во сите области, Република Македонија како кандидат, земја кандидат, треба да ги следи правилата на Европската унија. Ние на полето на медиумите се трудиме да бидеме апсолутно во линија со европските закони и законите за медиуми што се донесени во Република Македонија и сите подзаконски акти кои што произлегуваат од тие два закони се 100% во линија на директивата на Европската унија, се изработени со експерти од Европската унија и со финансиска помош која што ни беше доделена од Европската комисија во висина од 450.000 евра да ја усогласиме нашата регулатива. Понатака ние тоа го имплементираме во нашето секојдневно работење и функционирање и покажуваме дека ако се има желба,
Иако не сме членка на Европската Унија, можеме да ја усогласиме и регулативата и работењето согласно стандардите. Се надеваме дека и во другите области Македонија ќе постигне таков напредок и што е можно побрзо ќе започне преговори за членство и да стане членка на Европскиот сојуз.